милиони луѓе од целата планета, од сите нации, верници во сите денес познати вери, секти и неверници, атеисти. Град кој се простира на неколку острови и континенти. Престолнина на бизнисот, политиката, уметноста, но и град на бездомници. Град во кој се снимени илјадници филмови посветени на неговата гордост и пропаст. Градот во кој пред 4 века островот Менхетен е откупен од индијанците за само $24. Ние барем за момент ќе ви го доближиме Њу Јорк, со сиот негов блесок, целата негова големина, но како започнала приказната на денешен Њу Јорк? Островот Менхетен го открил италијанецот Џовани Варецано. Потоа, првпат, картата на островот ја нацртал англичанецот Хенри Хадсон во 1609 година. Островот почел да се населува откако холандјаните започнале да тргуваат со крзно и во 1613 го нарекле Нов Амстердам. Питер Миниут, 1626 година, ги откупил островите од индијанците кои дотогаш го имале во сопственост. За островите Менхетен и Стейтен дал бижутерија и накит, вредни цели $24. Оваа трансакција се смета за најуспешна на сите времиња во историјата на трговијата со недвижности. Денешното име Њу Јорк го добил во 1664 година, кога градот го освоиле британците и го нарекле Њу Јорк, што во превод значи Нов Јорк, наречено во чест на војводата од Јорк. Инаку, денешниот град Њу Јорк е составен од 5 делови: Бруклин, Бронкс, Квинс, островите Стейтен и Менхетен, и сите овие општини се со повеќе од 1 милион жители. Островот Менхетен е срцето на Њу Јорк. Во него се најпознатите обележја на градот. Тука се Обединетите нации, Empire State Building, Централ парк, Таймс сквер, Њујоршката берза, најпознатите музеи во Америка. На овој остров се сместени канцелариите на најголемите американски компании и корпорации, или како што во Америка се вели, на Менхетен се наоѓаат сопствениците на Америка. Ова се потврдува и со фактот дека градот Њу Јорк, заедно со конгломерацијата Метрополитен, остварува бруто домашен производ од околу $500 билиони, а проценките покажуваат дека доколку овој град би бил самостојна нација, тој би имал поголем бруто домашен производ од Швајцарија, а економски би бил само малку помал од Русија.
Еден од символите на градот е прочуената њујоршка берза која се наоѓа на Волт Стрит. Ова е местото каде се продава сопственост во големите компании и каде можете за еден ден или многу да заработите или се да изгубите. Тука инвеститори од целиот свет секојдневно купуваат и продаваат акции. Низ историјата познати се двата краха на берзата во Њујорк, кои предизвикале длабоки рецесии и кризи во американската економија во минатиот век. Скоро во целиот свет, кога на луѓето ќе им се спомене Њујорк, прва асоциација се високите згради. Овој град на вистина изобилува со облакодери кои се издигаат во височина. Најголеми градби во досегашната историја на Њујорк беа кулите близначки, во кои беше сместен светскиот трговски центар, а кои беа уништени во терористичките напади од 11 септември 2001 година. Двете згради имаа по 110 ката и беа високи 410 метри. Тогаш светот во шок низ директен телевизиски пренос ја виде страотната гледка на уривањето на двете кули. Денес, 7 години подосна, њујорчани се обидуваат да заборават на страотниот ден, а започната е и градба на кулата на слободата, за која јавноста во Америка и светот се уште нема представа како ќе изгледа. Тоа кој што е зад мене е локацијата каде што до 11 септември 2001 година се наоѓаше светскиот трговски центар. Со уривањето на кулите близначки се урна и митот за недопирливоста на Америка. Денес на тоа место се градат нови згради. Проектот се уште не е познат на јавноста. Истовремено се реновираат и околните згради кои биле тешко оштетени од уривањето на кулите близначки. Денес најголема зграда во Њујорк со своите 102 ката и височина од 381 метар е Empire State Building. Оваа кула е изградена во 1931 година од минатиот век, кога Соединетите држави тонеле во длабока економска криза. Па доколку разговарате со денешните њујорчани, тие ќе ви речат дека зградата се градела за да се вработат што е можно повеќе луѓе. Овој облакодер е дизајниран од тројцата архитекти Шрев, Лем и Хармон, а името го добила по прекарот кој во тоа време го носел Њујорк, Empire State, или во превод Држава империја. Оваа зграда е впишана во 7 модерни светски чуда. Ја изградил создавачот на General Motors, Џон Јакоб Раскоп, кој во тоа време се надпреварувал со создавачот на Крајслер, Валтер Крајслер, во градба на повисока зграда и успел да изгради поголема зграда од зградата на Крајслер, која била највисока во светот се до градењето на Empire State. Интересно е да се спомене дека оваа зграда во своето постоење била прва њујоршка зграда во која удрил авион. Имено во 1945 година, за време на Втората светска војна, во неја удрил авион-бомбардер од американската војска од типот Б-25. Авионот се урнал директно во 79-тиот кат на кулата, но заради тоа што овој тип на авион е мало летало, таа не претрпела големи оштетувања. Денес Empire State е секојдневно посетена од илјадници туристи. Нас за да влеземе во зградата и да стигнеме до 102-тиот кат ни беа потребни 2,5 часа. Не затоа што се качувавме по скали, туку затоа што толку време помина додека стоевме во редовите на тротоарите околу зградата и ги поминавме сите ригорозни безбедносни контроли при влегувањето, кои може да се споредат со оние на аеродромите. Но чекањето се исплати. Од 102-тиот кат на зградата на силен ветар, Менхетен се гледа како на дланка. Покрај знаменитите згради, еден од најпознатите символи на Њујорк е статуата на слободата. Оваа огромна статуа, која е висока 46,5 метри и е поставена на постамент кој е висок 46,9 метри, што заедно создава височина од 93,4 метри, е подарок за Соединетите држави од Франција, која статуата ја подарила во 1886 година. Статуата ја изработил скулпторот Фредерик Балтолди, а внатрешната конструкција ја проектирал Густав Ајфел, човекот кој ја изградил Ајфеловата кула. Статуата на слободата е поставена на островот на слободата. Како најголем бизнис центар во Америка, Њујорк е и најдинамичен град. Ако ги погледнете луѓето, ќе забележите дека тие постојано некаде брзаат.
Потребата да се стигне навреме ги тера на тоа, но истовремено предизвикува и голем хаос во сообраќајот, гужви на улиците и тротоарите. Најпознато превозно средство во Њујорк е жолтото такси. Жолтите фордови ги има секаде низ целиот Менхетен. Во отсуство на официјален податок, ако се проанализира подобро, се добива впечаток дека повеќе од половина возила во градот се такси возила. Ова не е воопшто чудно, бидејќи на Менхетен, ако немате свој паркинг простор, тогаш и не е исплатливо да имате свое возило. Такси возилата се опремени со мини монитори на кои се емитува програмата на такси телевизијата, која емитува информации за случувањата во Њујорк, временска прогноза и состојбите во сообраќајот. А улиците на Њујорк никогаш не се празни. И дење и ноќе градот е полн и живее 24 часа. Некои велат дека Њујорк не сте го доживеале во вистинско светло, ако не го видите ноќе, кога градот блеска. Едноставно, кога ќе падне мрак, се пуштаат светлата на градот. Големите облакодери бреснуваат, мостовите исто така. Се активираат огромните билборди на зградите, сјаат продавниците за се и се што. Од козметика до дијаманти, како оваа црвена зграда за накид на Картие. Градот едноставно блеска. На Петтата авенија, која се смета за најпопуларна њујоршка авенија, се наоѓа една од зградите на милијардерот Доналд Трамп, кој по светот се прослави по своите пари и реалното телевизиско шоу кое се снима токму овде во Трамп Тауер. Навечер блеснува и булеварот Бродвеј, кој се простира од јужниот до северниот дел на Менхетен. И на овој булевар се најпознатите театри каде се изведуваат светски прочуените мјузикли. И тука
И тука некаде кај автобуската станица Порт Ауторити се сретнавме со другото лице на Америка и Њу Јорк. Овие згради кои сега ги гледате се изградени во времето кога со Америка претседателствувал Џон Кенеди. Во нив живее сиромашно население и тие се лоцирани на крајниот север на островот Менхетан, сосема спротивно од јужниот даунтаун Менхетан, каде е берзата и бизнис центарот. Во Њу Јорк под сиот сјај и гламур, во подземната железница навечер спијат илјадници бездомници, луѓе кои се на дното на ова општество. Од безбедносни причини не беше дозволено снимање во метрото, па останавме покуси и за овие снимки. Бездомници спијат и пред влезовите на црквите во непосредна близина на Трамп Тауер, тука на прочуената Петта авенија. Дека и овде во центарот на светската економија некој води борба за гола екзистенција, покажуваат и овие снимки кои ги направивме на 100 метри од Роквелер центарот. Додека овие луѓе навечер на тротоарите препродаваат за ефтини пари ефтина роба или роба со повисок квалитет на која не и се знае потеклото, на улицата поминуваат надалеку познатите долги лимузини во кои уживаат американските милионери. Некои пак заработуваат возејки низ улиците туристи со велосипеди со приколка, додека за оние со повеќе стил и пари, Њу Јорк нуди прошетки со коњски кочии. Едноставно, во Њу Јорк за пари се нуди се. Њу Јорк, големото јаболко, космополитен, метрополитен или како и да го наречете, Њу Јорк е светски центар на денешното време. И покрај тоа што се повеќе градови се обидуваат да го заземат ова место, сепак се уште овој град го има сјајот на титулата центар на светските случувања. Ако некој успее во Њу Јорк, градот кој никна на остров, кој со индијанците бил трампан за $24, џинџуви и бижутерија, а неговата денешна пазарна вредност најверојатно не може да се изрази со познати цифри. До следното видување. I love New York.